ова моја денешна посета е да увидам ситуацијата која што е моментално на Прилепското езеро. Од она што можам да го видам позади мене, езерото е речиси празно. Тоа го доведе во прашање наредната сезона која што е пред нас, земјоделската сезона. За неколку месеци од сега треба да почне наводнувањето, односно расадувањето на тутунот. Ова позади мене е една од сликите во Република Македонија за негрижата на водните ресурси во државата. Оваа ситуација со Прилепското езеро е идентична со она што е во акумулацијата Калиманци. И Тиквешкото езеро е на доле минимум. Речиси нема акумулација која што не е испразнета од тоа недомакинско работење кое што го имаше акционерското водостопанско претпријатие и Министерството за земјоделство. Сведоци бевме дека минатата година истото АД водостопанство неколку месеци немаше поделено плата на вработените, резервни делови за механизацијата, а врвот на се беше негрижата со акумулациите во овие акумулации кои што ги имаме во Република Македонија, односно наредната сезона ќе биде и како тешка за земјоделско производство. Оваа посета е лично да се уверам во фактичката состојба и она што го гледам позади мене навистина катастрофална состојба. Можеби со задоцната реакција од надлежните институции да уште минатата година, кога беше сушна годината, да се користеше водата рационално. Тоа не се случи, денеска имаме празни акумулации. Она што во најмала рака денеска треба да го прави владата, министерството е да се формира некое тело кој што ќе направи стратегија што со ваквата ситуација. Денеска во државата не гледаме дека никој не спомнува за оваа ситуација која што е алармантна. Ние сме земјоделска држава и нашето земјоделско производство е многу зависно од наводнување на земјоделските површини. Затоа оваа ситуација користиме оваа изјава да апелирам и до владата и до министерството да направат некое тело, да направат некоја стратегија што во наредниот период. Затоа што, како што сами кажавте, за неколку месеци од сега почнува наводнувањето. Не само во Прилеп, по цела Република Македонија. Без вода нема да имаме земјоделско производство. Едноставно ќе имаме десеткувано производство кое што ќе значи и намален и производство на земјоделски производи, извоз на земјоделски производи и на крај крајава ќе биде доведено во прашање екзистенцијата на земјоделците во Република Македонија.